Добар ден, драги гледачи, еве не уште едно издание на Откриени тајни. Јас сум доктор Жарко Костич, мотивацијски тренер за личен развој. Денеска ќе зборувам зашто е важно да знаеме што сакаме да створиме во животот, поради тоа што ние како енергија сме творци. Како души сме творци и нешто мораме да создадеме. И кога создаваме, кога креираме, кога твориме, се чувствуваме среќни, се чувствуваме убаво. Нели? Сега, во животот, предпоставам дека не секој човек е свесен што е тоа што треба да го создаде или што е тоа што е негов продукт. Ајде така да речеме, што е неговиот продукт во животот? Кога човекот е на работното место, он има свој продукт. Ако е некое именувано работно место или има работна позиција, тој има свој продукт, има опис и попис на работното место, што би се рекло, значи знаеме што е тоа што треба да го направиме и што се очекува во нас, од нас. Ајде да земеме наједноставен пример. Замислете, имате некаде ситуација каде што имате некој човек, некој момче кој што работи, може би девојка кој што работи како конобар во некој кафич и има свој продукт. Сега, ако некогаш некој човек го прашате што е неговиот продукт, што ми е поентата, може некогаш да има лимитирано гледање на тоа што е продуктот на тој човек. Ајде да го земеме примеров со некој човек кој што работи како конобар. Сега, продуктот, ако го прашате него, кој е продуктот на неговото работно место, може би ќе ви рече дека да однесе пијалок или да однесе храна и едноставно да наплати на клиентот, односно на муштеријата. Но ако само така го именува неговиот продукт, тогаш е лимитирано гледиште. Затоа што гледате, кога некој е на повисоко ниво, ајде да речем го имате собственикот на тој локал. На собственикот на локалот му е најважно муштеријата да излезе задоволен од локалот, затоа што за него продуктот веројатно е човек кој што е задоволен од услугата, од храната, од пијалокот во неговиот локал, заедно со задоволството од услугата, брзо испорачано, квалитетно испорачано и со љубезност испорачана услуга кој што кога ќе излезе од локалот, едноставно ќе ја прошири информацијата за убавото искуство кој што го имал во тој локал, за да може на некој начин со самото негово говорење и со самото негово одушевување од, да кажеме, од услугата во ресторанот, едноставно да направи спонтан маркетинг за самиот тој локал. Ама така го гледа можеби собственикот на локалот или менаџерот или кој да е на тој локал. Но гледате, продуктот можеби кај некој друг човек, ајде да го земеме во примеров конобаров. Можеби самиот конобар има свесност дека тоа му е продуктот. Но ајде да речеме, да дадеме пример за некој конобар кој што има лимитирано гледиште и вели дека неговиот продукт е најлимитирано гледиште, дека треба само да го услужи некој муштерија и да наплати. Но тоа не е вистински продуктот. Продуктот е да се испорача таа услуга со љубезност, со насмевка, со позитивна енергија, па ако тоа е некој кој што е стален, можеби да му се даде, да му се знае името и да се поздрави човекот по име, за да на некој начин му се укаже на важноста на тој клиент и да се искаже добродојденост на тој човек во тој локал. Поради тоа што поентата ми е, ако ние не го знаеме продуктот на некој човек, тогаш сопствениот продукт ако не го знаеме, ние не знаеме уствари што треба ние да правиме во нашиот живот. Поради тоа што не ни е објаснето, не сме едуцирани за тоа, и ако не сме едуцирани за тоа некако, и ако не ни е укажано за тоа, не е во нашата свесност. А ако не е во нашата свесност, не можеме да бидеме одговорни да го дадеме тој квалитетен продукт кој што се бара од нас. Гледайте, бев во еден многу убав ресторан, имаше, како и често што знае да бива во странство, па и кај нас веројатно е сега тоа пракса некаде, имаше ливчиња за оценување на човекот кој што работеше како конобар во самиот тој ресторан, имаше услугата одлична, задоволителна, незадоволителна, лоша и така натаму, и на врвот имаше антиципација. Антиципација е да предвидиме, да предпоставиме што на клиентот му треба. И на врвот пишуваше антиципација. Гледате сега колку интересно, поради тоа што конобарот, и јас сватив на крај што е тоа. Кога ја допивав мојот сок, се свртев за да побарам дополнително да ми се наточи од истиот сок во мојата чаша, и самата рака на конобарот беше присутна кон мојата чаша. И како што се свртев, веќе услугата беше тука, што значи дека тој човек бил тука присутен и антиципирал, односно предвидувал, предпоставувал поради тоа што е присутен во моментот, за тоа што е тоа што на мене како негов клиент ми треба.
За да ние дадеме квалитетна услуга, мораме да знаеме прво што ни е продуктот наш, но исто така и мораме да сме перцептивни, односно свесни и будни за што на другиот човек му треба. Може би во случајот како што ја го дадов примерот со моето завршување на испивање на мојот сок и одеднаш доаѓа раката на коноборот да ми дополни во чашата, тоа значи дека тој бил свесен и бил тука и бил буден за да фактички знае кога на мене ми треба што. Сега, ако луѓето не се тука, ако не се барем во сегашниот миг, ако не се присутни во моментот, прво мислам дека тешко гледаат на кој човек што му треба за од нив да го дадат, и ако не се тука, мислам дека не се ни толку многу ефикасни во испораката и продукцијата на она што се очекува од нив на нивното работно место. Така да многу е важно да го дефинираме нашиот продукт. Што е тоа што ние треба да го дадеме? Например, гледајте, може исто така помеѓу сопругот и сопругата, кој е продуктот на сопругот, кој е продуктот на сопругата. И честопати е потребна убава комуникација меѓу нив двајца за да се разберат што е тоа што на другиот човек му е потребно или што е тоа на што другиот човек го очекува. Може имате, сега ќе измислам некои примери. Имате ситуација каде што можеби сопругата му вели на сопругата: "Ма ти не ме сакаш." И она вели: "Ама како не те сакам? Не знам, секој викенд те носам некаде или не знам, секогаш имаш од мене што ти е потребно за, не знам, твоите потреби и така натаму." Она му вика: "Мене тоа не ми треба." Што ти треба? Ми треба да дојдеш со мене кај моите, кај кој што не си бил, не знам, пола година, сакам да дојдеш кај моите на ручек во салата, поради тоа што не си бил долго време. Гледате, на неа тоа и треба. Но многу често нема доволна комуникација на кој што му треба во нивните живот. Или можеби сопругот вели: "Ама ти мене не ме сакаш", на сопругата. Сопругата му вика: "Како не те сакам, секогаш си згрижен, секогаш има тоа што ти треба и така натаму." Но она не знае дека можеби на него му треба да он кога ќе дојде дома, прво што ќе дојде дома да го обсипе со убава комуникација, со прегратка, да го праша со една убава енергија како му поминал денот, наместо можеби нешто што она го прави на не толку добар начин како што он би очекувал дека она би требало да го направи. Можеби она разговара со него на можеби на погруп тон. Измислувам примери. Гледате, целата идеја е во комуникацијата да се разбереме што на нас ни треба и што е тоа што другиот човек треба да ни го испорача на нас и каков продукт ние очекуваме од другиот човек да даде. Кога живеев во Соединетите држави, таму во трета година отидов фактички во средно оделение, живеев кај прекрасни роднини мои. Прво нешто кое што дојдов, се соочив со што е тоа што они очекуваат од мене. Очекуваат да ја косам тревата, очекуваат мојата соба да биде средена, очекуваат да усисам, очекуваат да се ги измијам садовите и не само моите, него и на другите луѓе после вечерата, поради тоа што или ручекот, поради тоа што секој имаше своји обврски. Гледате, кога дојдов во Соединетите држави, се соочив со една многу интересна ситуација. Имав едно другарче кое што сакав да го викнам на баскет, да идеме да играме кошарка, во сабота беше. Гледате, и неговите родители беа многу богати и му се јавив на дечкото да играме баскет и он ми вика: "Не можам", вика, "косам треба." Му викам: "Зошто косиш треба?" Ми вика: "За $10 на сат." На кого му косиш треба? На комшиите. И кога го кажав ова на тетка ми, гледате, она ми кажа: "Види, ова е Америка, тука секој човек работи од помали години." И вели: "Треба и ти да имаш нешто што ќе го работиш, што ќе го продуцираш, поради тоа што ми го назначи мојот продукт." Гледате, почнува да ми даваат продукти. И мислам дека тоа беше убаво, поради тоа што знаев кои се моите должности и кои се моите одговорности. Велат: "Натерете ги да мораат и ќе можат", и кога човекот треба и кога мора, и навистина и може. И на тој начин и почнав да се градам повеќе во однос на дисциплина, во однос на карактер и така натаму. Гледате, целата идеја ми беше дека човекот е убаво да си го знае собствениот продукт во животот, не само на работното место. Иако со самите едукации, со самото идење на семинари, со самото правење на обуки за вработените, се зголемува свесноста прво технички можеби на самото нивно работно место, но и неговиот продукт да бидат
дел од позитивната атмосфера во тимот, затоа што делот од продуктот на некој човек е и да допринесе на позитивната атмосфера. Гледате, многу луѓе можеби го немаат тоа како идеја за нивниот продукт. Кога ќе ги прашате што е продуктот на работното место, продуктот ми е да го направам тоа, тоа и тоа, тоа. Но како би било ако дел од таа свесност за тој продукт да е и да допринесам на целата позитивна атмосфера во колективот и во организацијата. Да дојдам таму со насмевка, да едноставно се вложувам во работите кои што можеби претходно човекот не ги имал дека се негова идеја дека треба да ги сработи и така натаму. Така да, поентата ми е многу често имаме лимитирано гледиште за што е нашиот продукт. А човекот, ако не знае што треба да прави во животот, тогаш има помала и помала ориентација. Сум го спомнал овој пример, замислете имате некој момче кој што веќе има 20 години и ќе стане на саба или не знае у првите 3 сати што да прави и едноставно само чека да биде повикан од некаде, да отиде некаде, да се види со другари и така натаму. Многу е важно кога ќе станеме од сабајле да знаеме што е првата акција која што треба да ја направиме. И ако имаме распоред кој што не води, тогаш лети имаме организиран и структуриран живот. Но ако човекот од сабајле стане и не знае кој му е продуктот на некој начин е конфузен и е на некој начин, гледате, нема елан во целиот живот и постоење. Ако некој човек е постојано во пижами, гледате, имате луѓе кои што ќе станат од сабајле се по цел ден у пижами. И ја не викам дека тоа не е комотно и убаво. Но знаете, имате ситуации каде што денеска помладите луѓе кога ќе ги прашате како си, еве лабаво, лаганица. Знаете, денеска целото мото као да станува што приш лабаво, не да Боже некој тензија или притисок да има во нивниот живот, како да тоа не е популарно. Ама, знаете, кога ќе облече човек пижами и некогаш ги бара баш оние пижами со најразлечениот ластик, никаде ништо да не го стега, поради тоа што сака човекот да е разлабовен. Или, гледайте, тренерки. Самиот збор тренерка значи дека треба да тренираме. Тоа е облека за тренинг, но не е облека која што е по цел ден ќе седиме така. Иако знам дека во домашна атмосфера многу се работи денеска, имаат многу луѓе од дома, работат преку компјутер и така натаму можат да изгледаат како сакаат дома, но само едно мое видување можеби да не е точно ова за секого. Ако човекот е во пижами, гледайте, и ако човекот е во тренерка, и ако човекот нема за што да отиде на фризер, да се дотера, да облече кошула, да стави машна, да облече, не знам, убави чевли. Гледайте, како да не постои живот, како да човекот почнува да се деморализира малку по малку, поради тоа што настанот за кој што ние ќе се дотераме, од делото, кошулата за кој што ние ќе ги презентираме на нас, тоа е нашата презентација кон светот, но се презентираме и со нашата енергија на тој начин. И се ако некој е постојано дома и нема зашто да излезе, тогаш можеби, не викам дека ова е факт, но можеби и тоа би влијаело у случај тој човек да има некоја пониска емотивна состојба или се чувствува дека е демотивиран, дека има помалку и помалку енергија. Во најмала рака треба да закаже интервју, ако нема работа и да се дотера и да виде убаво, да изгледа убаво, за да се презентира, затоа што самото дотерување и убаво излегување ја зголемува фреквенцијата на нашата енергија. Нели, мислам дека одело или кошула или друго нешто има подруга фреквенција од пижами, поради тоа што пижамите индицираат или укажуваат на сон, на релаксација, на одмор, но не можеме по цел ден да сме во таа фреквенција, во таа енергија. Едноставно мора човекот да излезе, поради тоа што има живот и има некаков тип на продукција. Ја не викам дека човекот што е по пижами, па ќе кажам, можеби има свој продукт и е продуктивен преку лаптоп, преку компјутер, поради тоа што работи нели на дистанца, не мора да оди во канцеларија, но и затоа и мислам дека можеби убаво човек да отиде во канцеларија. Прво ќе се промеша со луѓе, има различна енергија од луѓето, има позитивна, знам дека има и луѓе кои што имаат негативна енергија, но има многу луѓе кои што имаат позитивна енергија. И кога човекот ќе се промеша со народ, или ќе отидете на опера, ќе отидете на концерт, ќе отидете на театар, се промешуваш со луѓе кои што ти ја исполнуваат твојата енергија. Башка добиваш еден тип на уживање, еден тип на нешто кое што те разонодува, кое што ти го сменува умот и концептот и почнуваш да зборуваш со другите луѓе наредниот ден, например, за представата која што си ја гледал или концертот на кој што си бил. Имаш за што да се воодушевиш и воодушевено да збориш.
Ама замислете, некој не излегол со денови од дома, во пижаме бил или во тренерки, гледате, може би не бил на настан за кој што ќе збори. И зашто ќе зборуваме, ако не сме биле на некој може би убаво патување, на некој убав семинар, на некој убава обука, па ќе кажам, може би на театар, може би на концерт, поради тоа што е живот. И ние зборуваме после тоа за многу од овие настани што ја променуваат и квалитетот на нашата комуникација. Ќе воодушевиме некого. Колку е убаво кога ќе воодушевите некого со некоја комуникација. Си бил на некое патување. Имаш што да кажеш, ама како го кажуваш? Го кажуваш заинтересирано, го кажуваш со ентузијазам. Гледате дека позитивно влијаете и врз тој човек. Сега, не само што вие се чувствувате убаво, него сте направили некој друг човек да се воодушеви, поради тоа што вие ако го пренесете тоа кој што сте го слушнале со жар, ентузијазам и интерес, и другиот човек ве слуша заинтересирано, поради тоа што ја следи твојата енергија, така да двајцата се чувствуваат убаво. Ем се чувствувате вие убаво, ем другиот човек кој што фактички сте му побудиле интерес за тоа за кој што вие го зборувате. Сега уште нешто за кое што сакам да зборувам е како да не навлеземе во глупави игри со некои луѓе кои што може би се денеска расположени за кавга. Некојаш имате луѓе расположени се за кавга. Ќе видите дека не е поентата да се искомуницира нештото, него поентата на другиот човек му е да се скара со вас или едноставно може би таков му е табието, таков му е карактерот. Но како да не влеземе во игри со другите луѓе, тоест да не повлечат во по-глупав тип на игри, би ги рекол. Поради тоа што човекот може да има убава цел, тој може да има убава замисла, тој може да има убава креација. Но замислете, имате некој човек кој што не е на тоа ниво и почнува едноставно да ве буцка со дадени коментари, со дадени инвалидизации, со дадени критики. Сега, ако не препознаеме дека влегуваме во некоја, како што би рекол ја, џунгла на негативна комуникација, џунгла на негативни емоции, така натаму, ако не препознаеме дека влегуваме во таква џунгла, со такви негативни емоции, можеме да бидеме заведени преку некој тип на комуникации кои што ќе ве повлечат натаму, во некои ситуации кои што фактички на крај сваќате дека не сте ни треба да влезете во такви игри. Поради тоа што гледате, во некои игри победуваме кога не влегуваме воопшто во игрите. Тоа е како да имате некој кој што, сега фигуративно зборувам, е во ринг. И сега вие сакате да влезете во рингот, малку да се боксувате со другиот човек, но тоа не сакате вие да го направите. И кога во моментот ќе видите дека тој ве носи кон рингот, треба да бидеме паметни да избегнеме таа игра и да го избегнеме тој ринг. Поради тоа што гледате, имате ситуации каде што имате убави моменти, каде што еден со друг, пример, може да имате сопружници кои што имат убава комуникација меѓу себе. И им оди топ. Браво. Но што ако едниот влегува во некои кавги, омаловажувања, критики, негодување, другиот не сака да влезе во тоа. И стои на страна од тоа, но другава страна па инсистира. Се другиот ќе влезе исто така во кавгите, во омаловажувања, во навреди, погрдни зборови и така натаму. Но тука не може да не запре таа игра тука. Може да е во бетер игра, па сега да се инволвира и другата страна, фамилијата на другиот, па другиот ќе инволвира фамилијата на првиот човек. Па сега не само фамилиите, него ќе почне да ги вклучуваат и децата едно, друго, трето. И на крај, за да победат, у наводници, во таа игра, стануваат верзија од нив кои што е непрепознатлива. На крај човеков ќе рече, победив. Да, ама во таа победа, како ти на негативно се смени. Гледате, некојаш луѓето ќе речат победив во играта, но при тоа станале деструктивна верзија од нив, која што ни самите тие не ја толерираат, при тоа што самата верзија од нив им прави стрес. Не само што им прави стрес другата личност која што може би ги навела да влезе во таа деструктивна игра, но и самото нивно менување на идентитетот и карактерот им прави стрес. Гледате, за да не влеземе во некои деструктивни игри, мора да бидеме честни и да бидеме етични кон таа страна. При тоа што, гледате, кога човекот почнува да влегува со погрдни зборови, со инвалидизации, со критики, со враќање кон таа друга страна, он почнува да се вплеткува во таа деструктивна игра. И кога почнува да ја губи етичноста, честноста и човечноста, он почнува да се менува како битие. Сега, вреди ли тогаш таа победа,
ако при тоа човекот се сменил на негативно играјќи таа игра. Поентата ми е дека во некои игри единствено можеме да победиме доколку одлучиме да не играме. И мудроста е да видиме кои немами во игри кои што не се креативни, кои што не се конструктивни, туку се деструктивни, поради тоа што во тие игри, дури да победиме, тоа е пирова победа, поради тоа што стануваме даден тип на човек кој што воопшто не сме ни сакале да станеме, поради тоа што забораваме на тоа што било доблест, што било честност, што било етика, поради тоа што така велат ме испровоцира. Но нашата задача е да не дозволиме да бидеме испровоцирани, туку едноставно да останеме во најдобрата верзија од нас колку што можеме, за да се оттргнеме фактички од таа деструктивна игра. Поради тоа што ако некој те наведе на таа игра и некој можеби е на пониски вибрации од вас, но на крај кога ќе влезете во таа игра станувате ништо понеразличен од тој кој што ви спровоцирал да влезете во таква стапица, би рекол. Многу е важно да останеме човек. Многу е важно да знаеме што е исправно. Многу е важно да го правиме исправното не само заради другите луѓе, поради тоа што тоа ни дава нам слобода од баш вакви глупави игри. Етиката, честноста, моралот, доблеста се работи кои што нас не штитат од тоа да имаме негативен живот. Поради тоа што ако останеме на исправниот пат, кој што можеби е потрновит, можеби не секогаш на брзинка го добиваме преку исправниот пат тоа што го сакаме, но ако останеме на исправниот пат, тогаш дефинитивно нема да влеземе во џунгли во кои што ќе се изгубиме ние како битија. Ако останеме на исправниот пат, тогаш не само што ќе останеме ние луѓе, него имаме шанса да им помогнеме на другите луѓе, сваќајќи дека немаат игра деструктивна со нас и самите тие да се вратат на нивната првобитна состојба, вистински да бидат луѓе. Ви посакувам убав викенд, се гледаме повторно за една недела. Пријатно!